Конечно се изречени казните за еден од најкомпромитираните и најскандалозни афери Маđар Телеком, поврзани со речиси неколкумина директори кои во времето на владењето на СДСМ, предводено од владата на Бучковски, се изврши продажба на тогашниот Телеком. Беа осудени тројца директори, а во Њујорк тогашниот генерален директор и самиот Телеком беше казнен за нарушување на берзанската конкуренција. Во ова издание на Трилинг, мој соговорник е Слаѓана Тасева, председателка на Transparency International. Господе Тасева, дали после оваа судска пресуда може да се констатира дека аферата е конечно затворена целосно, имајќи во предвид дека можеби дел од клучните играчи не беа повикани да сведочат? Па не би рекла дека можеме да сметаме дека е целосно завршена, затоа што сепак е првостепена судска одлука, ќе има уште време да се заврши целата оваа постапка. Веќе 12 години помина од одлуката на судот во Соединетите Американски држави, кога беа компаниите, Маđar Телеком, кога беше казнета поради ова коруптивна сделка во Република Македонија. Останаа луѓето овде недостапни за правдата, цело време се тие недостапни за правдата. Јавното обвинителство не се одважи порано да ја почне постапката. Имавме, се сеќавате, Transparency International прв ја објави анализата на одлуката од Соединетите Американски држави и ги објавивме имињата на лицата за кои што обвинителството велеше дека не се достапни, затоа што институциите од Кипар не би ги дале информациите. Го објавивме тогаш името на Кондоминас, преку чии фирми се одвиваа сите овие трансакции. Значи, ние бевме многу вклучени во целиот овој случај и го следевме како организација. Баравме институциите да постапат, затоа што и во изјавите кои што беа дадени во САД постоеше укажување за корупција овде во Македонија со јасно наведување кои лица се вклучени. За жал, тие се уште дел од нив се далеку од правдата. Што стана со личностите што беа споменувани во оваа афера, меѓу кои екс-премиерот Бучковски, тогашниот висок функционер, а и поранешен министер Муса Џафери? Токму на нив мислам и јас, кога велам дека дел од лицата остана недостапни за правдата. Оние што се наши државјани, кои што живеат овде и за кои што лесно можеше да се проверат. И текот на парите, и трансакцијските сметки, и нивното учество во цела афера беше и потврдено со изјавите таму, меѓутоа за нив не видовме никаква постапка. И тоа уште повеќе загрижува, затоа што продолжува состојбата на недостапност за правдата на луѓето кои што биле во власта или во политиката. Дали Телеком, аферата со Телеком е всушност класичен пример за перманентна корупција? Значи, тоа е типичен пример на висока корупција, на типичен пример на корупција и економски криминал заедно. Дури и организирана корупција секако можеме да ја наречеме, и да не заборавиме. Најголема жртва на оваа корупција. Корупцијата не е криминал без жртви. Не станува збор овде само за парите. Тие пари беа собственост на граѓаните на оваа држава. Меѓутоа, тоа беше штетен договор на штета на граѓаните на оваа држава. Да не може да се појави друг оператор за мобилната телефонија и тоа беше ексклузива за Маđar Телеком за да го преземат управувањето. Кој најмногу се офајди од продажбата на Телеком и во чии џебови завршија парите? Најмногу офајдени се и компанијата која што го презема Телекомот, затоа што има ексклузивно право да работат без да имаат конкуренција.
Значи, тие имаат голема економска корист и бенефит. Изречените казни од 1 милион евра не се ништо и не можат ни оддалеку да го обештетат било кого во оваа постапка. Меѓутоа, се офајдеа и корумпираните политичари кои што ги склучија тие сделки на штета на граѓаните. Се офајдеа и посредниците кои што посредуваа преку нивни фирми за да се платат тие наводно консултантски услуги преку кои се излекуваа парите. Значи има тука многу офајдени, не се само овие. Многу лица се стекнаат со корист имотна. Може би била и неимотна, не знаеме, никој тоа не го провери. И тоа е најголемата штета и загуба за нас. Дека и во ваков случај, кој што е многу очигледен, кој што е докажан и за кој што се санкционирани во Соединетите Американски држави затоа што едноставно затоа што се рангирани на нивната перса. Остана овде вака со една толку тривијална, минимална санкција и казнување со конфискација од само 1 милион евра, навистина со тоа не треба да бидеме задоволени. Со потпишувањето на договорот со Бехтел и ЕНКА, кои ќе ги градат коридорите 8 и 10Д, се откриваат голем број на неправилности, меѓу кои дека една од партнерските компании, Electra Solution, нема искуство со вршење на надзор. Потоа, 300.000 евра по преговорач, 20.000 евра месечно за надзорен инженер, а фалат и клучните документи за 23 експерти. Препознавате и тука можност и опасност за нов коруптивен скандал? Овие кои што ги набројавте се подизведувачи, кои што треба да спроведуваат надзори, кои што се договорите со нив се склучени според закон за јавни набавки. Значи, тука не станува збор за оној истиот договор, како што е склучен со Бехтел и ЕНКА. Во делот за надзорот загрижува тоа што и покрај големите проблеми со надзорот за автопатот Кичево-Охрид. Тука најголемите проблеми се предизвикаа од надзорот, затоа што сите известувања, сите документи кои се однесуваат на надзор се позитивни и велат дека се е како што треба. И за тоа никој не одговараше. Овде имаме, се договара надзор со такви компании кои што немаат ниту искуство, затоа што законот е јасен. Може ли да ми се повтори случајот со кинеските провизии и автопатот кон Охрид? Во однос на кинеските провизии автопатот кон Охрид не е исклучено, но тоа е во однос на договарачите Бехтел и ЕНКА. Тие како се договориле, затоа ние инсистираме на апсолутна транспарентност во сите фази на оваа постапка. Од склучувањето на договорот, кој што не може да биде таен и кој што треба сите да можеме да го видиме и сите анекси на тој договор и сите подизведувачи и сите ставки се треба да биде многу транспарентно за да се заштитиме од можноста ова да се случи. Ако тоа се случува, тоа веројатно е веќе и договорено. Затоа што на таквите сделки тоа однапред се договара, според сите наши искуства, со тоа што никогаш не се стига до правдата, иако тие компании се од други држави каде што постојат и нивни закони, врз основа на кои се забранува корумпирање во другите држави кај што се склучуваат договори и таму може да се гонат. Постои ризик, постои опасност во двете фази, значи и во однос на компаниите со кои е склучен договорот и во однос на подизведувачите. Затоа треба да се организираме и да внимаваме што ќе се случува, а во однос на тоа како се избрани тие подизведувачи кои што немаат ни капацитет, нити биле регистрирани за тоа, нити имаат претходно портфолио, што е барање во според законот, треба институциите да изреагираат и сето тоа да се коригира на време. Почитувани че следите тренинг, гостинка во емисијата Слаѓана Таса, председателка на Transparency International. Денове беше објавен извештајот на Стейт Департментот, можеби еден од најострите извештаи во последниве неколку години. Правдата е бавна, неказнивоста станува проблем,
корупција во високите ешалони на власта. Вие велите дека еден од најострите, јас велам дека повеќе очекував од овој извештај, но се согласувам. Укажува на сето ова корупција во високи ешалони на власта, влијание врз правосудството од страна на влијателни бизнис и политички групи, доцнење на предметите, застарување на предметите, долготрајни судски постапки, корупција во судството и многу други работи. Значи да, иако делот за корупција е еден од најкратките во тој извештај, корупцијата се споменува преку целиот извештај. Значи насекаде ја има како еден проблем кој што традиционално е голем и се повеќе и погласно го гледаме во овие извештаи и го читаме, но колку е таму по јасно напишано дека има корупција во високите ешалони на власта и политиката и бизнисот, толку помалку има одговор на прашањето што со тоа. Заробената држава не е само од политиката. И од политиката, и од бизнисот, и од финансиските институции, каде што постои висок финансиски криминал, кој што никој не го решава исто така. И ние го знаеме ова. Ништо не се направи. Се вети реформа во судството која што никаде ја нема. Се вети борба против корупцијата во сите други инстанции, вклучително и оваа за која пред малку зборувавме, јавните набавки. Исто така ништо не се случува. Може би овој решавањето сега на случајот со Маđар Телеком ќе дојде како мала шминка во целата таа работа и ве решаваме корупцијски случај. Но никој не се одважи да каже какви сериозни чекори ќе се преземат за овој многу сериозен проблем. За прв пат во извештајот се зборува за спрега меѓу адвокати и суди во договарањето на пресудите, судските постапки и изрекувањето на пресудите. Да, многу пресуди не се засновани на факти, не се засновани ниту на закон, ама поминуваат и во апелација, поминуваат и во Врховен суд. И сето тоа сите го знаеме. И за тие спреги знаеме и зборуваме уште кога ја пишувавме првата стратегија за борба против корупцијата во 2002 и 2003 година. Значи ова постои. Очигледно е дека мерките кои што досега ги преземавме, тогаш баравме и уставот да се смени за да се обезбеди независност на судиите, да не бидат под влијание на политиката, но и покрај тоа влијанијата на политиката останаа големи. Се уште гледаме силни влијанија во јавното обвинителство, таму е најизразено и најмногу се гледа, затоа што тука е браната за голем број на предмети да го видат лицето на правдата. Например, најбанални примери, има многу добро подготвени, докажани случаи кои што чекат во јавното обвинителство. Ние имаме многу теми таму за кои треба да разговараме, а најсуштинско е дека со истото судство, со истиот модел, со истите луѓе, не можеме да продолжиме. Таму треба едно генерално чистење. Кој како да го спречи влијанието врз судството ако со поддршка на власта се избираат суди, обвинители, се прави селекција на личности блиски до власта? Со поддршка на власта се влегува во академијата каде што требаше да обезбедиме да ни дојдат млади, стручни, независни луѓе. Ентузијасти кои што ќе си ја сакаат работата. Ама уште на влезот во академијата тие влегуваат со другите атрибути. Поддршка од политиката, поврзани со власта, поврзани со политиката. Се спротивно од она за што се залагавме. Дали свесно одредени судски предмети се држат во фиока со цел делот тие процеси да застарат со текот на времето? Бејќи меѓу другото и во извештајот на Стејт департмент се забележува за обиди за одоговлекување на дел од судските предмети. Очигледно е тоа. Значи сме правели такви анализи кај што гледаме како се одолговлекуваат предметите, еве и оние кои што произлегува од прислушкуваните разговори, за кои што беше надлежно специјалното обвинителство. Предмети кои што се сметаше дека треба да се работат со итност, односно според роковите во законот.
Роковите во законот не се толку долги, колку што се злоупотребуваат. Се користат по неколку пати, не доаѓаат на рочишта, представници од адвокатите од другата страна, не се носат лицата во затвор, во судница тие што се веќе во притвор. Значи се изнаоѓаат сите модалитети за да се одложи постапката. Да се одложи предметот, се држат во фиоки со месеци, не се одлучува по ниво другите инстанции, како што видовме случајот и со апелација. Значи, голем дел од работите се прават како да се договорени. Како да се спречи тој процес на постојано одоговлекување на судските процеси, начинот на спогодување меѓу обвинетите и обвинителството? Знаете што, ние го имавме едно време почесто користевме терминот озаконета корупција. Значи овде се е по закон. Не можеш ти ни на адвокатот, ни на судијата да му забележиш затоа што законот тоа го дозволува. Значи, да бе, така е, има он право на тоа, има право да не дојде, има право да го смени адвокатот, па судијата баш сега треба да оди во пензија. Значи, се е тоа по закон, ништо не е надвор од законот. Ама ако ние спроведеме ветинг и ако ги слушаме комуникацијата и ако видиме кој со кого се договара, кој на кого му се јавува, кој со кого е поврзан, како се спроведуваат сите овие договори надвор од судница, а тоа е дел од ветингот кој што сите вгаат дека не го сакат, а ни треба, тогаш ќе можеме нешто да направиме. Затоа што вака ништо не можеме. Никој не се нафати да каже овие се договараат претходно, ма за тоа да се направи треба, а има сознанија постојано, треба некој да се нафати да ги проследи тие случаи. Ви благодарам за гостувањето во емисијата. Ви благодарам за поканата.